Почитувани, економскиот тим на владата е тотално безидеен. Најголемо достигнување им е сликање по маркети, а реални проекти нема ниту еден. За почеток, долго најавуваните мерки кои требаше да го олеснат животот на граѓаните немаат никаков ефект. Замрзнувањето на цените, кои толку гордо ги најавуваа и ги промовираат цела влада, шетајки се по маркетите, додека народот нема средства да преживее, немаат, ама баш никаков ефект во целост. Индексот на трошоци на животот и индексот на цените на мало во месец март во однос на претходниот месец изнесува 99,9, а во месец февруари бил 100,4. Инфлацијата во месец март е 14,7%. Ништо не влијаело во регулирање на истата, а воедно е една од најголемите. Има ли поголем показател од ова дека ништо не се променило во месец март? Дополнително, потрошувачката кошница во месец март за едно семејство на најминималните можни трошоци изнесувала 50.070 денари, од кои 19.263 за храна, 13.417 за режиски трошоци и сметки и за превоз и хигиена 6.865. И ова е далеку над заработката на едно просечно македонско семејство, каде работат двајцата родители за да можат да преживеат со своите деца. Во овие 50.070 денари не се вметнати кредитите кои ги имаат семејствата и ги отплаќаат воедно, потребите на децата доколку се на училиште или факултет, како и останатите непланирани трошоци кои што се појавуваат во секое семејство. Еве Битики или Ковачевски нека објаснат како едно просечно семејство каде што двајца родители заработуваат по 25.000 денари месечно во просек и одгледуваат две деца, можат да го поминат месецот. Или уште подобро, како да преживеат пензионерите кои земаат во просек 18.000 денари пензија. Еве нека објаснат како семејствата да ги наполнат своите трпези и да ги поминат престојните празници како Великден и Рамазан. И со кои пари? Очигледно е, се што прават Ковачевски, Битики и Ебектеши е само медиумски популизам, за кој граѓаните се свесни дека нема никаква врска со реалност. Наместо популизам, оваа влада треба да признае дека ги донесе граѓаните на рап на сиромаштија, додека секојдневно гледаме дека се излеваат милиони од државната каса кон сомнителни и блиски луѓе до власта на сомнителен начин и сомнителни тендери. Да дадам краток коментар на пристигнато прашање во врска со законите поврзани со Бехтел и ЕНКА. Предлог законите кои ги достави владеачкото мнозинство за гласање по брза постапка на 9 закони, ние лично сметаме дека се на директна штета на државата, граѓаните и на културното наследство за државата и токму поради тоа денешната седница беше напуштена од страна на пратеничката група на ВМРО ДПМН и на коалицијата за обнова на Македонија. Со овие измени СДС и ДУИ овозможуваат изведувачот да може спротивно на закон да пренамени земјоделско земјиште дури и од прва категорија во градежно земјиште без да се запазат процедурите согласно постоечкиот закон. Истото тоа важи и за шуми и шумско земјиште без постапка и почитување на постоечките закони. Ваквиот начин е во спротивност и со европската пракса и со најголемиот број на закони во светот. Дополнително вреди да се укаже дека власта го загрозува културното наследство во Република Македонија. Произволно на овој начин носејќи закони, давајќи можност на надзорот, кој е спорен во овој случај, да одлучува кој е културно наследство вреди, а кој не, а со тоа и да уништи цели локалитети од историско и културно значење на државата, сметаме дека е надвор од разумот. Еднаш веќе Уставниот суд се изјасни за правата на работниците, тоест за користење на денови за одмор, како и за прекувремените часови за работа. Според Уставот и законите во Република Македонија, но и секаде во светот, полно работно време за една недела на работни часови изнесува 40 часа. Со овие измени повторно власта прави експлоатација на работниците, враќајќи услови за работа кои што се искоренети уште пред 100 години. Дополнително, СДС и ДУИ одираат по државниот буџет, ослободувајќи го изведувачот од плаќање на даноци, акцизи и царина. И покрај овие ослободувања на компаниите, државата ќе му дозволи на изведувачот во рок на градба, како и 6 месеци после завршување на градбата, целосно користење, искуп и трговија со минерални суровини од целата територија на државата без надомести постапка. Ви благодарам.